Подрумските простори, кои допред само некои месеци изгледаа вака, мирисаа на влага, мувла и без минимум услови за било какво користење на овој простор, денеска, благодарение на хуманитарната организација од Шведска Hand til Hand, изгледа вака. Не само што подот, зидовите, машините, прозорците се заменети, заменета е комплетно електричната инсталација како и канализационата мрежа. Опремени се тоалети и соблекувални за персоналот, како и посебни плакари за чување на облеката. Користа е многу голема бидејќи ние имавме малку несоодветни услови каде што се се переше вешот, се пеглаше, ние сме интернат за ученици со посебни потреби, бидејќи децата се со целосен престој од сите краишта на Македонија, функцијата на пералната за нас е од големо значење. Имавме исто инспекција тука што контролира дали ова се законски изведено и денеска и бевме многу пофалени и многу се задоволни од резултатот. Ова не е единствена донација во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говори, глас и други пречки во развојот Кочо Рацин од Битола. Минатата година истата организација донираше комора за одржување на храната како и нови врати во спалните соби, со што во многу е олеснета работата на оваа интернатска установа. Нашата соработка со оваа организација започнува од далечната 2013 година, кога за прв пат го започнавме проектот да се даде шанса на едно дете. И така поред се редеа останатите проекти во болницата, потоа пак во основното училиште Ѓорги Сугарев со опрема, нагледни средства, помагала, понатаму соработка со училиштето од Лума, од Лунд. Еве сега овде во Заводот за рехабилитација, минатата година го имавме комората за храна, промената на вратите, еве сега овде во овај дел на објектот со пералната, навистина е ова импозантно што можеме да го видиме сега ако ги споредиме и сликите кои што претходно беа во овој дел. Планови за продолжување на соработката се веќе во тек. Денеска најавија и старт на проект кој ќе треба да ја санира вертикалата на целиот објект од 3 ката, како и посериозна реконструкција на овој објект, за што се чекало одобрување за да се пристапило кон реализација, истакнуваат од Hand til Hand хуманитарната организација.